секако дека тој трагичен наслед можеше да биде избегнат, доколку во таа дискотека имало нормални услови за функционирање. Кој мора исто така да потенцирам, бидејќи гледам дека се отвара тоа прашање доста често, затоа што се набива вина на тие луѓе кои што се биле посетили на дискотеката. Значи, јавноста мора да знае дека луѓето, вклучувајќи ми мене, кога оде на дискотека, не оде таму да ги броje ПП апаратите, не ги броje влезовите и излизот, значи едноставно оде да се забавува. Во сите дискотеки во државата, во најголем дел од нив, во сите и во Скопје и во другите градови, сличен принцип на функционирање и модел. Не се ништо поразлични тие дискотеки. Само ние сме имали таа несреќа трагедија да ни се случи во Кочанинка, кој што и многу несреќи претходно се има случувано. Верувајте дека доколку се биле запазени некои законски норми, таа несреќа сигурно дека може да се. Јас денеска разбрав дека функционира конкретно за дискотеката, дека е од 2012 година. Искрен да бидам, значи нормите општо прифатливи за дискотеки во нашата држава се тие. Значи во сите дискотеки што сум бил во Скопје, верувајте дека поголем дел од нив се и испод нормите кои што беа во оваа дискотека. Значи едноставно службите кои што треба да ги спроведуваат законите затајуваат секаде. Ама ние нема поента да се чудиме зошто затајуваат и како тоа се случува самите собственици на дискотеки да фалсификуваат документи, кога гледаме и дека лицата кои што треба да ги гонат нив, најчесто фалсификуваат документи и се на позиции, значи се на иста фреквенција и многу лесно можат да се најдат за да се спогодат за такви работи.